Почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 8. Народната банка ги предупредува граѓаните дека се шири нова измама за кражба на податоци од платежните картички. При тоа се апелира до лицата внимателно да го прочитаат текстот за намената на ОТП кодот кој е доставен. Народната банка ги предупредува граѓаните дека се шири нова измама преку така наречен фишинг, каде со внесување податоци од платежната картичка и доставен ОТП код за авторизација се превеземаат платежни сметки на клиентите од страна на измамници. При тоа Народната банка ги повикуваат граѓаните на поголема внимателност, при што појаснуваат дека пристигнува фишинг порака преку СМС или имейл во која е наведена итност за исплата, испорака на пакет и слично, при што се дава врска на која што треба да се уплати одредена сума. Од банката додаваат дека измамениот е пренасочен кон злонамерна веб страница на која внесува име и презиме, адреса, серијски број на картичка, дата на важност и така наречен CVV код од картичката. При тоа, измамникот ги користи овие информации за почеток на постапка за отворање така наречен Google Pay паричник. Со постапката, наводно банката му испраќа на измамениот така наречен ОТП код за автентикација, што е со намена за дигитализација на платежната картичка. Измамениот, мислејќи дека му е потребен за извршување на платежната трансакција, го внесува кодот на злонамерната веб страница, а измамникот ја завршува регистрацијата на Google Pay и од тогаш располага со средства на сметката на измамениот, се вели во објавата на Народна банка. Оттаму ги информираат граѓаните дека треба да бидат внимателни за постојни измами преку фишинг, како и редовно да ги следат насоките и информациите што ги доставуваат банките. Внимателно треба да се прочита текстот за намената на ОТП кодот што е доставен и доколку е испратен со намена да се изврши дигитализација на платежната картичка, а при тоа корисникот тоа не го побарал, треба да прекине со активноста и веднаш да ја контактира банката. Од Народна банка додаваат дека граѓаните треба да направат прилагодување на лимитите за плаќање на нивните платежни картички согласно вообичаената потреба и редовно да ги следат сметките за некакви сомнителни активности. Доброволното противпожарно друштво од Кочани викендов го прослави третиот роден ден. По тој повод организираа меѓународен противпожарен надпревар на кој учествуваат доброволци од Србија, Бугарија, Словенија, како и волонтери од доброволни противпожарни друштва од државата. Доброволното противпожарно друштво од Кочани во саботата го прослави третиот роден ден. По тој повод волонтерите организираа меѓународен противпожарен надпревар на кој учествуваат доброволци од Бугарија, Србија и Словенија, како и од повеќе друштва од државата. При тоа пожарникарите се надпреваруваа на 4 противпожарни полигони, од кои 3 беа лоцирани во централното градско подрачје и едно во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани. Прво место и најдобар резултат освоија членовите на доброволното противпожарно друштво од Петроварадин, Нови Сад од Србија, со остварено време од 9 минути и 2 секунди. Второ пласирани беа доброволците од Рогошка Слатина, Република Словенија, со време од 9 минути и 12 секунди. И третото место и припадна на противпожарната екипа од рафинерија Окта од Македонија, со време од 10 минути и 47 секунди. Во женска конкуренција првото место и припадна на женската екипа на доброволното противпожарно друштво Сингелик од Ниш. Во рамки на настанот беа организирани детски противпожарни игри за 5 одделенците од основните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, а неуспешни помеѓу нив беа учениците од основното училиште Климент Охридски од Облешево. Така да ви заблагодарам на сите за вашето присуство денес, посебно на младите. Се надевам дека еден ден ќе бидете од другата страна. ДПЛ Кочани секако акцентот го става баш на вас, на младите. Се радувам што ви има и исто такава голема бројка. Ние тоа сакаме да ги поздравам и сите наши колеги, наши врсници кои се одважија на нашата покана да дојдат и да учествуваат на нашиот втор меѓународен надпревар по повод третиот роден ден на доброволното противпожарно друштво Кочани Fire Challenge 2024. Во рамки на културно-забавната програма,
Настап имаа дечењата од детската градинка Павлина Велјанова, кои се представија со неколку музички точки пред платото на Центарот за култура Бели Мугри. Во Центарот за култура Бели Мугри во наредните 2 недели е отворена изложбата на дела од Меѓународната Лесновска ликовна колонија 2024. Организатор и домаќин на колонијата е Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип. Во Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата на дела од Меѓународната Лесновска ликовна колонија 2024. Представени се на 30 уметнички творби, работени во различни ликовни техники. Покровител на изложбата е општина Пробиштип, а домаќин и организатор на колонијата е Домот на културата Злетовски рудар. Годинава бележиме 32 години постоење. Лесновската колонија важи за една од најстарите и најреномираните во нашата држава. Тоа поради уметниците кои што присуствуваат на истата и кои што ставаат врвни уметнички дела. Оваа година колонијата се одржа од 25 јуни до 30 јуни. Учесниците традиционално секоја година се сместуваат во село Лесново, каде што има објект кој што е специјално адаптиран за потребите на колонијата. Ќе кажам дека својата инспирација црпат од далеку познатиот Лесновски манастир, кој што важи за еден од неубавите манастири во нашата држава и пошироко и еден од неголемите духовни светилишта. Целиот амбиент, целата атмосфера во Лесново придонесува за уметниците да остават прекрасни уметнички дела. Оваа година уметниците изработија 34 дела кои што се изложени денес овде во галеријата. Делата се изработени во неколку техники, односно акрил на платно и масло на платно. Имавме 17 уметници од нашата држава, уметници од Република Бугарија и еден уметник од Канада. Ќе кажам исто така дека оваа година проектот Меѓународна Лесновска ликовна колонија беше избран на проектите за национален интерес од Министерство за култура, а исто така главен покровител на колонијата е општина Пробиштип. Изложбата е дел од годишната програма на Центарот за култура Бели Мугри и е во склоп на проектот Превземени изложби за оваа година. Заинтересираните граѓани делата ќе може да ги погледнат во наредните 2 недели во салонот Фоје 2 при установата. Локалната самоуправа на Кочани го повторува огласот за продажба на компактна бетонска трафостаница со јачина од 800 киловат ампер единици. Крајниот рок за доставување на понудите е до 1 октомври. Општина Кочани го повторува огласот за продажба на компактна бетонска трафостаница со јачина од 800 киловат ампер единици. Таа се наоѓа во селото Мојанци кај станицата за пречистување на отпадните води, а секое лице што сака да ја погледне предходно треба да се најави во општинската зграда. Почетниот износ на предметот на продажба изнесува 2.078.700 денари, а висината на банкарската гаранција е над 40.000 денари. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни, странски, физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движни ствари на територијата на државата. Потребни документи кои заинтересираните купувачи треба да ги достават на интернет страницата ствари.мк се понуда за учество на јавното надавање, банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2%, доказ за идентитет, изјава за користење на лични податоци, како изјава со која понудувачот ги прифаќа условите дадени во објавата. Крајниот рок за доставување на понудите е до 1 октомври, а електронското јавно наддавање ќе се одржи на 4 следниот месец. Подетални информации во врска со повикот може да се пронајдат на официјалната веб страница на општина Кочани. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра првото коло од третата фудбалска лига Исток. Виничка Слога на гостувањето во Берово против Малеш забележа победа, додека екипата на Светлост од Зрновци доживеа пораз во Свети Николе. Со одигрување на првото коло, викендов почна првенството во третата фудбалска лига Исток. Виничка Слога 1934 гостуваше во Берово против Малеш и забележа победа од 3:0. Со тоа го потврди успешниот настап од претходното првенство и најави дека ќе продолжи борбата за освојување на врвот и пласман во втората лига.
Гостите од Виница во водство дошле со погодокот на Ѓоргиев, а до крајот на првото полувреме во листата на стрелци се запишал и Николов, со што на пауза се отишло со 2 гола предност. Добрата игра на виничани продолжила и во вториот дел, при што Воинов го поставил конечниот резултат и ги потврдил 3 бода за својата екипа. Во следното коло, Слога 1934 ќе биде домакин против тимот на Тиверија од Струмица, која на првиот надпревар од новото првенство загуби на домашен терен од Делчевска Брегалница. За разлика од виничкиот третолигаш, Новоилијата во лигата, екипата на Светлост Зрновци, доживеа пораз од 3:1 на гостувањето во Свети Николе против Овчеполе. И покрај негативниот резултат, гостите прикажале добра игра и им се спротивставиле на домакините кои и годинава се главни претенденти за освојување на првото место. Добрата игра на екипата од Зрновци ја потврдува и фактот што првото полувреме завршило без голови, а гостите први го отвориле резултатот со водството во 47-та минута од надпреварот, при што стрелец на погодокот бил Голчевски. 10 минути подоцна домашните играчи го изедначиле резултатот со голот на Трендафилов, а до крајот на средбата погодоци постигнале и Панев и Нацев. Во следното коло Светлост Зрновци на домашен терен ќе се сретне со Малеш. Од управата на клубот информираа дека со подршка од општина Зрновци веќе се работи на обезбедување соодветни услови на фудбалскиот терен во Зрновци, односно на уредување на сооблекувалната и поставување на стрешници за официјалните лица и за резервните играчи. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Следете не на нашата официјална веб страница kanal8.mk, како и на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Довидување.